Денеска објавен повикот за четвртата мерка од Националната програма за финансиска поддршка во руралниот развој во земјава, чиј повик беше објавен кон крајот на јануари оваа година. Поддршка за набавка на пчелни матици и опрема во пчеларството. Сите мерки траат 30 дена, така да и оваа мерка започнувајќи од денес ќе трае, односно крајниот рок за поднесување на барањата е 10 март. Инаку единствен услов е да секој некој што сака да аплицира за оваа мерка биде регистриран во единствениот регистар на земјоделски стопанства при подрачната единица на Министерството за земјоделство и може да дојде кај нас да се информира за сите услови кои што се наведени во оваа мерка и да поднеси барање кое што за сите мерки е електронско. Веќе се во тек 3 мерки од оваа програма, а најави за објава на ИПАРД програмата за 2016 ќе има 6 и 7 месец. Едната е 121.5, односно таа е за инвестиции во земјоделска опрема и земјоделска механизација, која што крајен рок на доставување на барањата е 20 февруари. Инаку овие мерки, како и претходното што кажав, се повратокот на средствата е до 50%, од 50 до 75% во зависност од условите кои што треба да ги исполни барателот. Уште една мерка која што тече, таа е 121, таа е за поддршка за новоподигнати лозови и овошни насади, како и за медоносна флора. Но исто така во оваа мерка се поддржува и набавка на добиток од набавени од признати одгледувалишта. И уште една мерка која што е во тек, таа е мерката 121. Тоа е мерка, популарната мерка за млад земјоделец, кој што ја поддржува помош на младите земјоделци за да започнат земјоделски бизнис. Само оваа мерка е поддржана максимално, може да искориста средства до 600.000 денари, односно до 10.000 евра, и средствата се 100% неповратни, за разлика од овие другите кои што реков дека се поддржуваат од 50 до 75%. Според информациите досега, кај пелагониските земјоделци интересот е голем за сите објавени мерки. Од агенцијата апелираат за интересираните да се обраќаат во нивните канцеларии во Битола или во оделенијата на земјава со цел навремено, конкретно и точно да бидат изработени апликациите.